Еве, и официјално во нашиот град Струмица започнуваме со серијата настани, кои што се поврзани со одбележувањето на нашиот јубилеј, 10 години од интернационалниот филмски фестивал Астерфест, кој што од 2005 година континуирано, значи секоја година, се одвива во Струмица и се надевам дека по она успешна преснајава која што имавме пред неколку дена во кинотеката на Македонија во Скопје, каде што и во живо го најавивме еден од лауреатите на овогодинешниот Астерфест, госпоѓата Љупка Ѓундева, актерка, доајен на македонското актерство. Ќе имаме, значи, по вечерашната проекција, се надевам, верувам, нели, во тоа, серија на настани кои што се поврзани директно, нели, со филмски проекции во контекст на одбележувањето и со авторски вечери, промоции на книжни изданија, издавање на една специјална монографска публикација посветена на развојот на брендот Астерфест, понатаму циклуси, ретроспективи на филмови на Бранко Ставрев, на Желимир Гвардиол, на младиот Ице Виранов и на низа други филмски дела кои што заслужуваат респект во ова наша јубилејна година, за да сето тоа кулминира кон крајот на мај, значи од 27 до 31 мај, каде што ќе треба да триумфираат сите тие нови филмски дела од рецентната светска продукција и во краткометражната и во документарната компетиција, па и во она анимираната, заедно со другите специјални гости да продефилираат на струмичката сцена, значи пред нашето платно, за да сите достоинствено го одбележиме овој значаен празник за не само струмичката, туку и воопшто македонската и европската култура во знакот на филмот. Се надевам дека ова најава, значи ова символично отворање ќе отвори и нови димензии за ревитализација на кинокултурата во Струмица. Наши традиционални партнери вечерва, нели, како и низа други случаи, се Националната установа на Антон Панов и Кинотеката на Македонија, со чија што помош го добивме филмот Мирно лето за прикажување во Струмица. Тоа е, знаете, во чест на лауреатката Љупка Ѓундева. Филмот датира од далечната 61 година, работен под режисерската палка на пионерот на македонската режија Димитрија Османли. Инаку, како куриозитет е што, знаете, нели, дека своевремено во Струмица постоеше еден угостителски дуќан кој што го носеше токму името Мирно лето. Друг куриозитет е тоа што една од епизодните улоги ја толкува Ацо Алексов, кој што исто така, нели, е родом од Струмица и еден од доаените на македонската филмска, телевизиска и театарска режија, и воедно ние имаме востановено едно признание Ацо Алексов, кој што веќе неколку години се доделува во рамките на Астерфест. Аспектот на едукација на младата публика веќе започна, значи од минатата година ние сме задоволни од популаризацијата на филмот во основните, во средните училишта, па и кај она помлада, нели, студентска, би рекол, популација и кај оние повозрастните. И она што е посебно значајно, што Струмица веќе влезе во мапата на регионалните филмски фестивали и во мрежата на тие интернационални чествувања во знакот, кој останува збор, нели, за кусометражниот и документарниот филм. Се надам дека и понатаму ќе имаме поддршката и од општина Струмица, нели, и од градот, и од сите чинители, помагатели на ова манифестација, и од Министерството за култура, и од амбасадите, и меѓународните фактори кои што несебично ни го дават, нели, нашиот, мислам, респектот кон ова манифестација. И понатаму би сакал да ги најавам сите оние средби кои што ќе бидат
во знак на одбележување на овој јубилеј. Ги поканувам сите струмичани да бидат дел од овогодинешното чествување на брендот Астерфест и се надам дека сите заедно ќе ја направиме оваа база да биде уште постабилна со желба да се отворат некои нови перспективи, нови димензии веќе од следната година да очекуваме и некои иновации кои што исто така се на повидок. Оваа година на некој начин пресвртница, така што очекувам дека по овогодинешните настани и филмски сеанси ќе следуваат и низа други интересни филмски случувања.